Добар, убав и среќен ден, драги и сакани наши гледачи на Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од етнокомплексот и етноресторанот Златно буре Кучково, каде што сме подготвени за еден убав рецепт на денот. Денеска, само за вас, одлучив да ви направам посен гулаш. Значи, сега ќе следуваат уште малку великденските пости, па и било кои други пости, но и да не постите, ова е прекрасен здрав оброк. Со печурки, полно со протеини, здрава работа, нема да имате проблем со стомакот, затоа што сите состојки се прекрасните македонски зеленчуци. Значи, патлиџан, морков, кромит. Да почнеме со печурката, што се ни е потребно. Значи, ќе си ја дозирате печурката према тоа колку луѓе ќе јадете. Да кажеме, ако имате четворица за ручек, ќе направите на еден човек по 4 печурки од овие големите, сега што се хит овие шампиньони што ги има сегде по пазарите. Значи, четворица по 4 шампиньони, 16 такви големи. 3 главици кромит, ситно насечкани. 2 моркова, ситно насечкани. Половина литар салца, или користете од било кој пиреа од домати или конзерва, што и да е. Половина китка магданос, 5-6 модри сливи, малку ким, тајната на овој посен гулаш е во зачинот ким, да знаете. Масло по потреба, вода по потреба, малку лукче, 2 чешиња се доволни, бибер во зрно, малку оригано, сол, триена сол, бибер, буковец и мешан сув зеленчук. Да почнеме со работа. Најпрвин ќе ставам масло на тавче и ќе го пржам кромидот. Најпрвин, значи, треба да го испржиме убаво кромидот. Кромидот да си се испржи, сега ќе му додадам и малку водичка. Така, тој ќе омекне и побрзо ќе се испржи. Ќе му додадам малку сол. Половина кафено лажиче. Ќе му додадам малку и мешан сув зеленчук сега во пржењето, половина исто кафено лажиче и малку бибер. А потоа ќе ги додадам и останатите, значи, на врвчето на мало лажиче. Ете така. И сега го оставам да си се пржи. Така. Додека тоа се пржи, ќе ги насечкам печурките, значи треба да бидат големи. Големи парчињата, пошто ова се големи печурки, ќе ги направам на 4. На 4. Претходно добро измиени и дршките на половина. Така. Баш да не се изгуби печурката, туку да си ја има. Што покрупни парчиња. Кромидот ќе си сака малку подолго време за да се прши. Да не остане жив, многу е важно тоа.
додека се пржи кромидот, тој бара едно половина час, можеби 45 минути, ќе ги ставам малку печурките да се пропржат и они да ја пуштаат водата за да можам потоа да ги спојам. Сега и тие нека си се пржат. Така. Треба да пушти многу вода, печурката. Така. Мислам дека уште овие се доволни. Така. Така. Одлично. Овие 3 печурки ќе ни останат. Супер. Сега ќе си мешам. Се додека не ја испуштат водата и да почнат да се пржат и тогаш ќе ги спојам со кромидот. И на нив може малку сол да додадеме. Ете така. Еве и печурките веќе се подиспржени, значи излезена им е водата, еве, и можам да ги префрлам кај кромидот и да ги оставам заедно, да се крчкат, да си се пржат. Така. Сега тоа ќе го направам. Ехе, колку вода пуштија. Сега ќе зголемам температурата. Така. И сега ќе му го ставам кимот. Каков вкус ќе му даде тоа. Сега печурките уште ќе си пуштаат вода. Убаво да го спојам сега кромидот. И тука ќе го ставам и морковот.
И тоа е свеж, млад, одма ќе се испржи тој. Промешувам. И он ќе омекне. Ќе ставам сега буковец. Баш овој посен гулаш со печурки си сака буковец. И некое зрнце бибер. Ај 300 чуда му ставив, како не ќе биде убаво. Сега ким. Едно половина лашиче. Вие не знаете која убавина е во гулашот, кога го правите со печурки, кога ќе додадете ким. Сега повторно се промешувам. Така. Каков мирис даде кимот, леле. Ке ги ставам сега и модрите сливи. И тие нека си пуштат. Така. Така. И лукчето. Не. Уште малку нека се покрчка. После ќе го додадам да не ми загори лукчето. Еве уште си пуштат. Сега, ако му треба уште малку течност, ќе ја додадам ова од печурките. Да. Затоа што таа е полна со витамини од печурките. Сега. Убавена. Морам да пробам, да видам дали му треба уште сол. Ке му треба. Леле, вкусот каков е. Ајмо ја додадам и оваа водичка. Уште побаво ќе се искрчка. Ете така. Лукчето ќе си го принесам овде. Макдоносот. Салцата. И малку водичка и триена сол. Тие работи што ми остана, да не заборавам нешто. И малку луто пиперче. Малку да залути, тоа е по вкус. Значи, не е потребно и не е неминовно во потребните состојки, туку кажувам едно пиперче, затоа што јас сакам да го направам овој, баш сакам од него да ручам, сакам да ми лути малку. И затоа сега ќе му ставам половина пиперче, пошто ова е отров луто. Ај малку вака да му капне. Така. Ова штубаво ќе го излути. Така. И малку јодориканцето ќе му ставам. Сега ќе го оставам па сигурно едно половина час вака да се крчка и ќе го доставам и сосот од патличани. И да си крчка. Уште 10 минути вака, а потоа го додавам и сокот од патличани.
Сега имам и малку комбинација сладко од сливата, лут од пиперката. Сега можам дури да го додадам лукчето. Да. Одлично. Каков гулаш ќе биде ова, мераци. Каков вкус има, боже, каков вкус има. Значи, 10 минути потоа го додавам и сокот од патлиџани, како што ви реков. Нека си се крчка сега. Сега и морковчето омекнато и мислам дека е време да ги додадам останатите зачини, како и салцата. И потоа ќе ја намалам температурата на оганот баш онака на тивко, додека ја правам салатата. Тоа ќе си крчка и знаете кога е готово? Кога маслото ќе излезе од озгора. Е, тогаш е готово. Ова е такво богатство на вкусови. Значи, чудесија, лукот, сливата, кимот, кромидот. Нешто прекрасно. Така. Сега ќе го додадам, ќе додадам прво мешан сув зеленчук додадов, туку триена сол. Да. Така. Малку орегано. И макдоносот ќе му го ставам. Затоа што салцето е обработено, нели? Не му треба многу време, но доволно е што ќе си се крчкат заедно. Ќе се измешаат сите прекрасни вкусови и ќе пробам, но мислам дека треба уште малку да додадам сол. Тоа ми недостигаше. Така, додавам сега уште малку сол и таман ќе си бидеме. Супер, додека ја правам салатата, сега ќе го намалам оганот. Гледате, на потивко ќе си крчка и ќе си биде супер. Значи, останете со вкусот на традицијата, јас ја правам салатата, се враќаме назад на трпезата, а во меѓувреме гулашот ќе ни биде подготвен. За овој гулаш не треба толку многу време како со месо кога се прави, нели? Ој помалку, но комбинацијата на вкусовите, верувајте ми, дека ќе ве плени. Ќе ви дојде поинтересен овој гулаш отколку оне со месото. Прекрасно нешто. Сега можам да искористам ова лажица да пробам. Ново убавине и нема крај. Леле, колку е добро. Се гледаме на трпезата. Драги наши пријатели, ова е вистинско уживање на трпезата. Еве го посниот гулаш. Верувајте дека нема да зажалите кога ќе го направите, редовно ќе го правите. Оти ова е таков вкусен специјалитет со убаво домашно лепче, со сиренце, со салатичка или само така да си го јадете. И сега да го пробаме. Така да го пробаме сега. Многу ми ветува.
Леле. Значи, не знам кој вкус од каде доаѓа, тоа е се заедно незаборавен вкус. Како викат, многу работи се паметат по вкусот, не по изгледот. Толку е богато, да. Сем со лепче не би сакала ни со ништо друго. Да го споделувам тој вкус. Направете го, уживајте во него. Како можеше толку добро да биде? Значи го сервиравме во земјен сад заради послужувањето на трпезата. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат, некои луѓе не сме требале воопшто да ги сретнеме во животот, а некои пак сме требале многу порано да ги сретнеме. Како рекол горниот. На здравје до следната емисија.